Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Според откровението на Библијата, знаеме дека Бог стана човек во личноста на Исус Христос. Тоа значи дека Бог стана човек. Зошто? И што значи тоа Бог стана човек? На многу луѓе во светот во денешно време, всушност не им е логично да поверуваат дека Исус се роди од Свет Дух. Измислуваат разни теории дека тоа се случувало на секој илјадити човек и така натаму. И не е проблем само тоа, туку и неговото воскресение. Тоа се навистина проблематични, бидејќи да веруваш дека Исус е роден без земен татко, е нелогично според човечкото сваќање. А исто така е нелогично мртвиот човек ставен во гроб или во земја да стане повторно, да действува со голема сила и енергија. Тоа е факт дека за човекот овие нешта се нелогични. Но за овие проблеми што ги сметаат луѓето, има решение само доколку некој почне да ја чита оваа Библија. И тоа со вера. Не да ја чита од љубопитност, за да види што е запишано или да најде некоја грешка, па да се расправа со оние што веруваат. Туку да верува дека сите зборови од почеток до крај се вистински зборови. На самиот почеток знаеме што пишува. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. А на крајот пишува во Откровение Јованово: дојди Господе Исусе. Амин. На луѓето им доаѓа тешко да поверуваат во тоа, бидејќи образованието допринесе во многу нешта да ги негираат овие надприродни настани за раѓањето и за воскресението на Исус. Пример, во образованието со еволуцијата и со мајмуните направија голем умствен дефект кај младата популација, за да се поверува во она што го тврди Библијата. Многу луѓе се збунети и тешко е да се одлучат да поверуваат во овие вистини, откриени во Библијата, која што има 66 книги. Стариот завет има 39, а Новиот завет 27. Но како и да е, ние да се задржиме на библиските извештаи, во врска со вистината дека Бог стана човек. Човек како мене, како тебе. Исус беше потполно човек, но немаше греф, или би рекле безгрешен. Исус не ја наследи грешната Адамова природа, бидејќи беше зачнат преку Светиот Дух во утробата на Марија, кога ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде роден од тебе ќе се нарече Божи син. Тоа е запишано во Лука 1 глава 35 стих. Од тука започнуваат сите нешта. Раѓањето на Исус преку Светиот Дух. Неговите непријатели не можеа да најдат греф или вина во него, кога отпосле порасна. И самиот Исус им рече: а кој од вас ме обвинува за греф или може да ме обвини за греф? А ако ја зборувам вистината, тогаш зошто не ми верувате? Евангелие според Јован, 8 глава, 46 стих. Што значи, освен ангелот што навести раѓање преку Светиот Дух, Исус зборува дека нема вина на себе. Тој не се правда или не зборува од самоправедност, туку тој нагласува дека не е роден од Адам или преку Адам во греф. Тој рече дека секогаш ја врши волјата на неговиот татко и затоа понатаму вели во 8 глава: оној кој ме прати е со мене и не ме остави сам, зашто секогаш го правам или го вршам она што нему му е угодно. Потоа Исус зборува за нешто друго во Јован 15 глава 10 стих, нагласувајќи дека сатаната нема никаква власт над него.
Не ќе зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот или владетелот на овој свет и тој нема ништо во мене. Сатаната немаше власт над неговиот живот, затоа што беше послушен на Божите заповеди и на неговиот татко и затоа што немаше внатрешна побуда за грешење, за да ја користи сатаната против него. Ќе останете во мојата љубов, понатаму Исус вели, ако ги зачувате моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Тој слободно можеше да каже, јас и мојот татко сме едно. Јас и татко ми едно сме. Евангелие според Јован, 10 глава, 30 стих. Да, почитувани, Исус Христос мораше и требаше да биде безгрешен, без и еден грев, за да се жртвува за нашите гревови, како јагне без недостаток, онака како што налагаше законот во Стариот Завет. Затоа е запишано од устата на Павле, или односно од Павле и од Петар, знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената Христова крв, како невино и чисто јагне. Ова стои запишено во 1 Петрово послание, 1 глава, 19 стих. И Павле тоа го потврдува велејќи, оној кој не знаеше за грев, а тоа е Исус, Бог го направи грев за нас. Тоа не значи дека Бог го направи грешен да биде, туку се покажа како дека е грешен, бидејќи ја зеде човечката природа, стана човек. Зошто? За да станеме ние Божја праведност во него, преку вера се разбира. Овој стих е многу важен и е запишен во 2 Коринќаните, 5 глава, 21 стих. Исус имаше две природи, Божја и човечка. Апостол Јован Исус го опишува како збор, вечен логос. Оти самиот збор логос значи збор, кој стана тело. Во почетокот беше зборот, и зборот беше во Бог, и зборот беше Бог. Јован, 1 глава, 1 стих. И сега забележете што вели во 14 стих. Тој збор, што е вечен и кој што е во Бог и Бог, вели, и зборот стана тело, се мисли на Исус, и се настани меѓу нас, или во други преводи, живееше меѓу нас, или во оригиналниот текст, се ошатори меѓу нас, привремено. И ја видовме неговата слава, славата што има како на единороден од таткото, полн со благодат и вистина. 1 глава Јован, 14 стих. Почитувани, Христовата божествена природа и човечката природа не се спомешани 50-50, туку Бог, односно Исус е 100% човек и 100% Бог. Тие постојат независни една од друга во една личност, Исус. Во совршено единство една со друга. Неговото божество не е намалено со тоа што стана човек. Павле вели многу силни зборови. Кој се мисли на Исус, иеко е во Божјо обличје, не го сметаше тоа како грабнато да е. Тоа што стана еднаков со Бог, туку се лиши самиот себе, се откажа, се испразни и зеде обличје на слуга, станувајќи сличен со нас луѓето. Филипјаните, 2 глава, 6 и 7 стих. И неговата човечка природа беше целосно комплетна, тело, душа и дух, што ги доби преку безгрешното зачнување од Марија. И затоа тој беше ветениот од потомството или семето Авраамово и Давидово. Книга на родословот на Исус Христос, син Давидов, син Авраамов. Матеј, 1 глава, 1 стих. Почитувани, Исус се оттелотвори или воплоти за посебна цел, подредувајќи се во целост на волјата на таткото. Да, на волјата на таткото. Јас те прославив на земјата,
Го завршив делото што ми го даде да го извршам. Јован, 17 глава, 4 стих. Зошто Исус ја исполни волјата на таткото? Затоа што беше совршен, без грев, безгрешен, праведен, свет, чист и Бог. Неговата човечка страна е од суштинска важност. Зошто? Прво, да може да ги земе нашите гревови врз себе. Зашто не постои човек кој што не е грешен. Зашто сите не сме родени во грев. И псалмистот ќе рече: мојата мајка во грев ме зачна. Да не беше Исус вистински човек, тој не ќе можеше да умре заради нас и да ја плати казната, што требаше ние да ја платиме, прекрашувајќи го неговиот свет закон. И затоа вели писателот во Евреите 2 глава 70 стих: затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен правосвещеник пред Бог, за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Ово е прекрасен стих. Затоа вели требаше да стане како своите браќа, по тело, за да биде милостив и верен правосвещеник пред Бог, за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Единственото помирување на човекот со Бог е единствено преку жртвата на Исус Христос, не преку црква, не преку добри дела, не преку морал, собствен морал, туку преку жртвата на Исус Христос. Како второ, поради гревот со кој бевме осудени и отуѓени од Бог, ни требаше токму таков начин на избавување, кој ќе посредува за нас пред Бог. И затоа е запишено во истото послание Евреите 2 глава 9 стих. Но го гледаме Исус кој беше направен само малку понизок од ангелите. Направен не значи создаден, како Адам или како нас луѓето, туку направен во смисла стокмен за таа цел. Тој беше овенчан со слава и чест заради смртното страдање, да по Божјата благодат да ја вкуси смртта за сите. И навистина ја вкуси смртта за сите нас. Исус навистина беше мртов. Не беше како што велат некој во некоја си кома, во некоја безсвесна состојба и така натаму. Исус ја вкуси смртта целосно, но на третиот ден воскресна од мртвите. Трето, тој е нашиот вечен првосвещеник, кој како човек се жртвуваше за целото човештво. Тој треба да го гледаме него само од аспект на неговото совршено дело, кое го отпочна со воплотувањето, животот, смртта, воскресението, вознесението и неговото властување од таткото, седнувајќи на престолот Божи како вечен Бог. Неговото воплотување или отелотворување имаше за цел да не приведе кон Бог и преку вера и покаяние во него, како посредник да ни ги прости нашите гревови и да не избави од вечната смрт пеколот, а тоа е вечното огнено езеро. Мнозина не веруваат дека постои пекол, но Исус многу повеќе зборуваше за пеколот отколку за рајот, бидејќи самиот збор да не загинат, туку да имаат живот вечен, асоцира и укажува да не отидат во пеколот. И така, почитувани, верувајте во Исус Христос, зашто зборовите во Јован 3:16 гласат вака: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Тој живот е во Исус. И тоа вечен живот. Веруваш ли во Исус? Предај си го животот на Исус. Тој ќе те спаси од вечна смрт. Амин.